Роденденско издание на Дневникот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Остануваме посветени во исполнување на нашата мисија, навремено и точно да пренесуваме се што се случува од Демир Капија до Свети Николе. За нас вашата доварба е нашиот најголем предизвик. А сега да погледнеме кои се настаните кои го одбележаа овој 25 март. Продолжуваат мерките за вработување. Активна е мерката за обезбедување на работен кадар преку 3-месечна обука кај познат работодавец. Во последна фаза е тампонирањето на патниот правец од селото Војшанци до село Пепелиште. Роденденски ден на К1 телевизија. Активна е мерката за обезбедување на работен кадар преку 3-месечна обука кај познат работодавец. Од АВРМ велат дека интересот и оваа година е голем. Работодавачите апликациите можат да ги достават и по електронски пат. До сега преку мерките на владата отворени се 43.000 работни места. Дијана Иванова повеќе. Повторно во владиниот оперативен план за намалување на невработеноста е и мерката обука на работно место со субвенционирано вработување. Мерката ги опфаќа сите невработени лица, евидентирани во Агенцијата за вработување, како активни баратели на работа. Оттаму велат интересот и кај работодавачите, но и кај невработените е голем. Интересот за активните мерки и програми кои што ги спроведува агенцијата е доста голем, посебно во нашата општина. Агенцијата за вработување започна со спроведување на оперативниот план за 2017 година. За дел од мерките веќе се објавени огласите. Избраните кандидати ќе поминат 3-месечна обука во работните простории на работодавачите. По завршување на овој временски период на учесниците во обуката ќе им биде издадена потврда за спроведена практична обука. Обуката е во време трајање од 3 месеци во работните простори на работодавачот. Невработеното лице добива бруто износ од 9.000 денари. По завршувањето на оваа обука работодавачот има уврска да го вработи лицето кое што доаѓало на обука и добива субвенција во износ од 19.000 денари, и тоа 17.000 се за невработеното лице, а додека 2.000 денари се за работодавачот како надомест за таа обука што ја извршува. Сите работодавачи пријавите може да ги поднесат до работните клубови на центрите за вработување. Јавниот оглас ќе трае до целосно пополнување на предвидениот број, согласно програмата. Според бројките на Агенцијата за вработување, во изминатите 10 години преку активните мерки за вработување отворени се 43.000 работни места. Годинешниот оперативен план, според проекциите, предвидува вработување на 10.000 невработени лица. Продолжува стимулирањето за вработување на лицата со посебни потреби. Нивната способност за брзо прилагодување на соодветните работни места се почесто е причина одреден работодавец да ги прими во сопствената фирма. Од големо значење се и специјалните училишта наменети за овие лица, бидејќи тие им помагаат полесно да се снајдат во реалниот живот. Се поголем е бројот на лица со попреченост во развојот кои се активни на пазарот на трудот. Нивната способност за брзо прилагодување на соодветните работни места се почесто е причина одреден работодавач да ги прими во сопствената фирма. Од големо значење се и специјалните училишта наменети за овие лица, бидејќи тие им помагаат полесно да се снајдат во реалниот живот, а дополнително олеснување се и мерките и обуките кои ги нуди Агенцијата за вработување на Република Македонија. Агенцијата во континуитет објавува мерки кои се наменети конкретно за лицата со попреченост, вели Поповски, додавајќи дека на тој начин работодавачот брзо ги трансферира во работен однос. Постојат неколку специјализирани училишта кои што можам да кажам делумно им помагаат во сноѓање потоа во реалниот живот, така да обуките и преквалификациите што ги прават и работодавачите и ние со нашите мерки, бидејќи предвидуваме за оваа година уште неколку мерки конкретно на лица со хендикеп, се и обуките за побарување вештини за лицата со хендикеп. Така да тие се насочени конкретно кон нивните потреби, но и кон потребите кои што се на пазарот на труд. Така да по завршување на тие обуки да многу брзо ги трансформираме во работен однос. Во рамки на програмите за градење на мерките за вработување во делот на стимулирање за вработување на хендикепирани лица, досега само по тој основ во Република Македонија вработени се над 4500 луѓе.
Во Свети Николско лидер во вработување на лица со попреченост е фабриката за кондиторски производи Лион, каде од 176 вработени, 62 се лица со инвалидитет. Врз основа на констатираните состојби на терен кои говореа за присуство на сериозни оштетувања, се пристапи кон тампонирање на делот од патниот правец од Војшанци до Пепелиште, кој во моментов поради санација на оштетувањата на Војшинскиот мост се користи како алтернативен пат. Мартина Митков работеше на оваа тема. Деновиве се изврши комплетно тампонирање на патниот правец од селото Војшанци до селото Пепелиште, кој во моментов поради санација на оштетувањата на Војшанскиот мост се користи како алтернативен пат. Како резултат на констатираните состојби на терен кои говореа за присуство на сериозни оштетувања, се пристапи кон негово тампонирање. Со реконструкција на мостот кај село Војшанци, значи од Дубровец према Војшанци, бевме принудени да го адаптираме овој патен правец од село Војшанци до село Пепелиште, бидејќи не само учениците тука транзитираат голем број од земјоделците, тука имат земјоделски насади, значи житарица, овошни лозови, насади, градинарски насади. Во текот на минатата недела локалната самоуправа обезбеди финансии за реконструкција на овој патен правец. Покрај тоа на овој потек застапени се големи површини под земјоделски култури, што пак резултира со секојдневно присуство на земјоделци со возила и механизација, па токму затоа се изврши тампонирање со цел отстранување на најголемите оштетувања на овој патен правец. И затоа сега со овој тампон, ви самите можете да видите дека сообраќајот се одвива доста нормално. Мислам дека до адаптацијата на мостот кај Војшанци ќе биде завршена комплетната работа на теренот, но сметам дека и за земјоделците од овој крај, од овој потек, значи од Војшанци спрема Пепелиште, сега се доста задоволни, бидејќи и земјоделските машини не се движат по со неколку часови да стигнат до нивните ниви. По завршувањето на активностите на терен, санирани се најголемите оштетувања, што овозможува полесно и побезбедно движење по патот Војшанци-Пепелиште. Мирните протести секојдневие на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Оваа граѓанска иницијатива собира илјадници граѓани кои се спротивставуваат на двојазичност и промена на знаме и химна. Продолжуваме и нема да ја оставиме на цедило Македонија кога сме и најпотребни можеби во историјата. Оваа граѓанска иницијатива собира илјадници граѓани кои се спротивставуваат на двојазичност и промена на знаме и химна, порачаа од иницијативата за заедничка Македонија и повторно од пред споменикот на Панко Брашнаров продефилираа до центарот на градот. На овој ден рекоа дека ќе формираат влада која ќе се основа на тиранска платформа. Не формираа и нема да формираат влада која ќе се темели на странска платформа. Нека им биде јасно ако тоа досега не им станало јасно. Секој ден сме се повеќе и повеќе. Оваа граѓанска иницијатива познава само две бои. Познава црвена и жолта боја. Наше знаме е македонското и ниедно друго знаме и така ќе остане до крај. На иницијативата поддршка и даде и градскиот одбојкарски клуб Борец. Како што спортистите се борат за грбот на својот клуб, така и граѓаните треба да се борат за јазикот, знамето и химната, порача Валентин Миланов. Од центарот на Република Македонија, од нашиот Велес, сакам да упатам една јасна порака, дека ние спортистите и спортските работници и сите граѓани честни на оваа држава не сакаме никакви поделби и никакви поделби по однос на јазици, двојазичност или слични работи. Ние како македонци имаме морална обврска да ја зачуваме Македонија унитарна и независна, порачаа од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Како велешани, така и кавадарчани секојдневно ја даваат поддршката кон иницијативата за заедничка Македонија.
Продолжуваат мирните протести во Кавадарци и вчера вечер кавадарчани и дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија марширајќи низ градските улици. Пред присутните зборуваше Алимпије Лазоровски. Тој рече дека пред се македонците си ја сакаат својата татковина. Таа е нашиот мир и спокој. На ова парче земја обстојуваме како луѓе, да се ослободиме од синдромот на самоуништување. И предавниците, што ги викаат некој, ко дошите и она сето. Ја малку ќе се вратам на минатото. Никој во нашата историја вака кога зборуваат учените, ја не можам да ги поднесам академиците затоа што ништо не направиле, а од крвта на овој народ му земаат. Не може никој да ја откорени нашата традиција, нашиот јазик и се она што го направиле нашите предци. Македонија е една и единствена, со еден јазик, а тоа е македонскиот, потенцираше Лазоровски пред присутните. К1 телевизија е регионална телевизија која зрачи во Вардарскиот регион. Програмата е составена од информативни, едукативни и забавни емисии. Она што не прави препознатливи оригиналноста, екипираноста, објективноста, провереноста и навременоста на информациите, а директниот принос е она што не прави први. Во дневникот во 16:30 часот на линковска врска ја имавме Дијана Иванова, главниот и одговорен уредник на телевизијата. Да видиме што ни кажа таа поточно што се случуваше во изминатите 730 денови или пак 2 години. Остануваме посветени на она за кое што сите сме тука да ги информираме гледачите. Во изминатите 365 дена или од минатата година до сега, она на што сум посебно горда е тоа што во телевизијата не добивме ниту еден демант, што за еден уредник е многу значајно, затоа што тоа покажува дека секоја информација која сме ја пласирале во етерот била точна и проверена најмалку од две страни. Ние и понатаму ќе се обидуваме сите информации кои што ќе ги пласираме да бидат што е можно, што со повеќе информации содржани во себе, но и точни. И понатаму сме на страната на гледачите, онаму каде што се гледачите, дали со директни линковски јавувања во дневниците на К1 или пак преку прилози. Ке се обидеме се она што е актуелно да го пренесеме во нашите информативни емисии, не мора да се тоа само во дневниците, да напоменеме дека имаме и емисии кои што имаат за цел да ја забавуваат нашата публика, но и да ја едуцираат. 365 дена од минатата година до сега поминаа брзо, се надевам дека бевме доволно интересни за нашите гледачи и понатаму на своите телевизори многу често да ја гледаат нашата телевизија, она што можам во овој момент да кажам дека остануваме посветени да ги следиме случувањата кои што во моментот се актуелни во Република Македонија, но остануваме посветени да ги следиме случувањата во областа на спортот, здравството, во општественото живење. Онаму каде што има настани, можам да кажам дека екипите на К1 телевизија ќе бидат на терен од Демир Капија па се до Свети Николе или во сите општини во кои што се дел од нашиот регион. Со пролета природата се буди, но не и луѓето. Тие чувствуваат замор. Од синдромот на пролетна слабост страда речиси секој втор човек. Симптомите карактеристични за оваа состојба се брзо заморување, недостиг од концентрација и необјаснива потреба од спиење во текот на целиот ден. За совладување на пролетниот замор, доктор Лилија Чолакова Дервишова препорачува повеќе време да се поминува во природа, често да се консумира овошје и зеленчук, како и витаминот С. Со тоа се намалува чувството на замор и црпеност. Пролетниот замор проблем на секој втор човек. Брзо заморување, недостиг од концентрација и потреба за спиење се најчестите симптоми со кои се манифестира оваа состојба. Неголемо влијание имаат наглите промени на времето, на кои организмот на човекот тешко се адаптира, вели доктор Чолакова Дервишова. Промената на времето, на климата, поготово и месец март, знаете, во еден ден 7 пати се менува самата клима, температурни разлики, но пациентите идат се жалат да веќе се заморени, да не можат да движат, да чувствуваат дека нешто не им е добро.
Тука нормално ние како професионалци реагираме до нив до една проверка на крвната слика, да видиме дали е еднообразната храна која што ја користеле за периодот на зимските месеци, дали да не дошло до намалување на нивото на железото во крвта, да не се појавила некоја анемија. За совладување на пролетниот замор, Чолакова препорачува повеќе време да се поминува во природа, често да се консумира овошје и зеленчук, како и витамин С. Со тоа се намалува чувството на замор и исцрпеност. Еден апел давам да се вратат кон здравата македонска храна, кон готвење на здрави манџи, значи да не се користи оваа фастфуд каде што е пржена и препржена во многу зејтинот и истиот зејтин е многу пати преработен и е штетно за самиот организам таквиот да го консумира. Користење на витамини, нормално, промена на начинот на исхрана во свежа храна и нормално прошетки на свеж воздух, пешачење малку на чист воздух. Пролетниот замор почнува да се чувствува кон крајот на зимата и трае се до месец мај. Продолжуваме со вестите од Македонија. Вице-премиерот и министер за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски престојуваше во работна посета на Лихтенштајн. Со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред утре во 2 часот наутро почнува летното сметање на времето. Работна посета на принципатот Лихтенштајн оствари вице-премиерот и министер за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски. За време на посетата тој се сретнал со министерот за надворешни работи, образование и култура Аурелија Фрик и со принцот Алојс, соопшти Министерството за надворешни работи. На средбите се разговарало за мултилатералната соработка, ефектите врз економиите и политичката интеграција во ЕФТА членките и за состојбата на балканските земји по одлуката за излез на Обединетото кралство од Европската Унија, како и за ризиците од мигрантската криза и заканите од радикализам и тероризам во глобални рамки. Од ноќеска на полноќ со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред од 2 на 3 часот почнува летното сметање на времето. Истото ќе трае до последната недела во октомври. Преминувањето од зимско на летно сметање на времето е воведено со образложение дека се продолжува денот, се овозможува заштеда на електрична енергија, се зголемува продуктивноста на работната сила, се подобрува прилагодувањето на луѓето и работниот ден станува поефикасен. Првпат преминување од зимско на летно сметање на времето и обратно е забележано во 1916 година во државите на Северна Европа, додека во Западна Европа е воведено на почетокот на 70-тите години на минатиот век. Лидерите на 27-те земји членки на Европската Унија потпишаа нова Римска декларација, 6 децении по потпишувањето на Римскиот договор. И на тој начин ја одбележаа 60 годишнината од потпишувањето на Римскиот договор со кој се удрени земјите на Европската Унија. Со потпишувањето на декларацијата заврши прославувањето на 60 годишнината од потпишувањето на Римскиот договор. На церемонијата учествуваат председатели, премиери на 27 членки на Европската Унија, како и представници на европските институции. Со декларацијата се одредуваат основните насоки на дебатата за еднината на Европската Унија. Вестите од светот. За помош до Обединетите нации за справување со дефицитот на лекови во Венецуела се обратил председателот Николас Мадуро. Во земјата има трицифрена инфлација, а повеќето лекарства од антибиотиците до оние за хемотерапија се недостапни за повеќето граѓани. Во барањето на Мадуро не е конкретизирано каков вид помош бара, но посочено е дека Обединетите нации се запознати со плановите за обновување на производствените капацитети на фармацевската индустрија во земјата и ја потенцира неопходноста од редовните доставки на лекови за болниците. Болниците во земјата располагаат со само 4 до 5% од потребните количества лекови, а лекарите немаат можност да им помогнат на луѓето кои страдаат од тешки заболувања, изјави минатата година директорот на Федерацијата за медицина во Венецуела Даглас Леон Натера. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во интервју за весникот Financial Times изјавил дека распаѓањето на Европската Унија може да предизвика војна на Западен Балкан.
Тој истакнал дека за време на посетата на заменик председателот на САД Майкл Пенс на Брисел му го кажал следното предупредување. Му посочив на вице-премиерот: не го зборувајте тоа, не ги повикувајте другите да ја напуштат Европската Унија, затоа што ако Европската Унија се распадне, ќе имаме нова војна на Западен Балкан, рекол тој, коментирајќи го предстојното излегување на Велика Британија од Унијата. Ако ги оставите сами, Босна и Херцеговина, Република Српска, Македонија, Албанија, сите тие земји ќе имаме нова војна, додал Јункер. Стейт Департментот соопшти дека американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ќе се сретне за време на посетата на Турција со турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Според соопштението на Стейт Департментот, Тилерсон за Анкара заминува на 30 март за да се сретне со турскиот председател Ердоган и други високи турски државни представници, што ќе биде во насока на продолжување на соработката на САД со сојузникот во НАТО на високо ниво, нагласи Стейт Департментот. Планирано е Тилерсон да ги разгледа на тамошните начини за борба против групацијата Исламска држава. Денеска имавме сончево и топло време. Нависоката температура на воздухот се движеше од 19 до 25 степени. Да ги погледнеме деталите во продолжение. Овде го завршуваме централниот дневник на К1. Екипата на К1 од утре продолжува со исто темпо на работа и понатаму ќе продолжиме посветено да работиме се со цел да го задржиме вашето внимание и програмата на К1. Имајте пријатна вечер.